Добро, мене ми е драго што денеска после средбата со градоначалничката на Битола, со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, со тимот од општина Битола, ова прилика ја искористивме и за сите наши мерки и политики кои што се имплементираат преку програмите креирани од Министерството, а реализирани преку платежната, но она што сакам да го подвлечам е денеска преку платежната агенција се одвива исплата на третата фаза од предадено млеко за сточарите, и до денеска се врши исплата на некои над околу 150 милиони денари исплата, со што се заокружува овој процес на исплата на субвенции во делот на 2017 година, фаќајќи го и млекото. Верувам дека во следните неколку денови таа ќе биде заокружена, но денеска се врши исплата на над 6784 апликанти, земјоделци, фармери, сточари кои што имаат предадено овчо, козјо и кравјо млеко и кои што добија денеска на своите сметки над 150 милиони денари. Во делот на овие политики сметам дека е битно да се подвлечат мерките актуелни кои што ги презема владата, заради тоа што производството на млеко е една, покрај тоа што е традиционална индустрија во делот на агросекторот, но е и особено значена со своето учество во целокупниот сектор и во целокупната економија, која што генерално во земјоделството е со тренд на порас. Но она што е особено битно, што уште во првата година преку нашите програми презедовме низа на мерки и политики кои што дополнително ќе влијаат на растот, односно на запирање на трендот на опаѓање на бројот на говеда, односно вкупниот сточен фонд во државата, но и ќе генерира раст во следниот период. За прв пат распишавме и во тек е склучување на договори за земјоделска земја која што е намената за производство на сточна храна, за да може земјоделците, сточарите да имат поевтина производство на поевтина храна за добитокот и веќе сум среќен што на овој прв оглас во историјата има голем број на апликанти и на огласот до 3 и на огласот над 3 хектари и тие ќе бидат прв оглас, односно први договори кои што ќе бидат како еден вид посебен наменски оглас кој што се однесува на сточарите. Ова е прва година каде што преку програмата за директна поддршка ставивме посебен акцент на сточарите, на фармерите кои што имаат развоен потенцијал. Тие добија 10% зголемени субвенции уште во оваа година, односно уште од првата програма. Зависно од бројот на стоката која што одгледуваат и доколку согласно законот припаѓаат во развојната категорија на стопанства, тие добиваат 10% поголема поддршка. А во следниот период, по завршувањето на сите постапки и процедури, владата ќе излезе со уште еден дополнителен сет на мерки и политики со кои што ќе биде ставен посебен акцент на сточарството како една значајна гранка во целокупниот агроиндустријски сектор. Исто така преку програмата за рурален развој во тек се разговори кои што ги завршивме, а кои што ќе придонесат за нови мерки и политики во делот на мерките, инвестицијските мерки за набавка на приплоден добиток кои што повици се распишуваат од страна на платежната агенција. Веќе од следната година дефинирано дека ги олеснуваме процедурите, ќе има јавен повик на агенцијата, ќе се склучуваат договори на основа на кои што ќе земјоделците, сточарите ќе бидат сигурни дека ќе може да добијат инвестицијска поддршка за 50% покривање на трошоците за набавка на добиток, што е различно од сега кога првин требаше да биде истата набавена, да биде извршена, да имат соодветни фактури и да ги достават до агенцијата. Но тоа извира една неизвестност од целокупната таа постапка, заради што за 2019 година планираме и сосема промена на овој модел, но и неколку пати ќе ја зголемиме ова инвестицијска поддршка и преку програмата за рурален развој, со што ја праќаме пораката дека навистина се фокусираме на оваа работа. Вчера го објавивме огласот за млади земјоделци преку платежната агенција. Минатата година се склучени 424 договори за неповратни 10.000 евра грант. Оваа година имаме нови критериуми според кои што предност во еден дел покрај инвестициите во преработка, во нова опрема и слично
согласно бодувањето и правилникот и критериумите кои што ќе важат, дополнителни бодови се добиваат доколку се занимавате со сточарство, односно доколку станува збор за набавка на увоз и набавка на добиток. На тој начин, со она што го направивме, со склучувањето на околу 700 договори за трактори, со тоа преку ИПАР, со тоа што оваа година мерката Млад земјоделец беше искористена претежно за набавка на механизација и трактори, оваа година се фокусираме со целиот овој пакет на мерки, преку сите мерки од програмата за директни плаќања, од програмата за рурален развој да бидат насочени во делот на сточарството. Со градоначалничката и директорот особено разговаравме и за мерките кои што се за поддршка на општините. Веќе огласот заврши на 31 декември. Ме радува што има голем број на апликации и од тука од Битола. Тоа се за патишта, за урбанистички планови, за развој на селата и многу други мерки кои што се поддржани преку оваа програма, и во следниот период секако дека општина Битола исто така ќе биде наш партнер во реализација на овие проекти кои што се значени за руралните општини. Но особено голема поддршката ќе биде со нашата поддршката и во делот на земјоделството и во делот на руралниот сектор, со нашата интеграција во Европската унија, со нашето зачленување во НАТО, со почетокот на преговорите на Европската унија ни стојат на располагање 10 пати може да се каже поголем износ на средства од она што денес Македонија го користи, и заради тоа ова е вистинската шанса да искористиме и да цврсто зачекориме кон таа евроатлантска интеграција на Македонија, се во интерес на нашите граѓани и на нашите генерации.